Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Центарот за развој на Источниот плански регион ја почна постапката за избор на фирма што ќе ја реализира реконструкцијата на двата ски лифта на Пониква. Проектот за реконструкција беше прифатен на регионалните форуми на заедницата што се одржаа во Штип, а за што се обезбедија околу 85.000 швајцарски франци како подршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. До крајот на мај годинава треба да заврши реконструкцијата на ски-лифтовите во туристичкиот центар Пониква на Осаговските планини, за што финансиска подршка беше обезбедена од Швајцарската агенција за развој и соработка. Центарот за развој на Источниот плански регион е носител на проектот за реконструкција, што беше прифатен од страна на учесниците на форумите во заедницата, кои минатата година се одржаа во Штип. Основната цел на центарот е не регионален развој, него рамномерен регионален развој. Што значи тоа? Не да се надминат само диспаритетите помеѓу регионите, него и внатре во самиот регион помеѓу општините. Според објавениот јавен повик, заинтересираните фирми можат да поднесат пријава до 20 март, пошто ќе се избере најповолниот понудувач. Со него ќе се подпише договор за изведба на градежните работи, што треба да се реализираат во период од 45 дена, но не подоцна од 30 мај. За реализација на активностите обезбедени се 85.000 швајцарски франци преку програмата Регионални форуми во заедницата, откако Комисијата за евалуација го избра концептот за натамошно развивање на потенцијалите на планинскиот центар на Пониква. Проектот, што е прифатен, ќе се финансира од фондот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, со кој ќе се реконструираат двата ски лифта со вкупна должина од околу 700 метри. Реализацијата на проектот треба да придонесе за унапредување на туристичката понуда за посетителите на Пониква. Сакаме да инициираме интерес и кај приватниот сектор, па и кај централната власт за поголеми вложувања, зашто сме убедени дека за краток рок ќе овозможат развој на целиот регион. Реконструкцијата на двата ски лифта на Пониква беше предлог од учесниците на регионалните форуми во Источниот плански регион во февруари минатата година. На работните средби присуствуваа представници од граѓанскиот, јавниот и бизнис секторот од сите 11 општини од регионот. Програмата Регионални форуми во заедницата ја реализира Центарот за развој на Источниот плански регион во соработка со Министерството за локална самоуправа и со Швајцарската агенција за развој и соработка. Општина Кочани ги повикува граѓаните да поднесуваат иницијативи според кои ќе се изработуваат урбанистички планови за одредени локации. Повикот во кој ќе може да се достават барањата трае до 25 март. И граѓаните можат да се вклучат во креирањето на урбанистичкото уредување на локациите за кои имаат собствени идеи како би требало да изгледат во иднина. За таа цел, општина Кочани упати јавен повик до сите заинтересирани да достават иницијативи за изработка на урбанистички план. Освен граѓаните поединци, во давањето предлози можат да се вклучат и правните лица. Во текот на јавниот повик, секое заинтересирано физичко или правно лице може да достави иницијатива за изработка и донесување на детален урбанистички план за населено место, како и урбанистички план за локалитет надвор од населено место. Тоа може да се направи преку информацијскиот систем Еурбанизам или пак во писмена форма преку архивата на Кочанската локална самоуправа. Како што е нагласено во јавниот повик, предмет на иницијативата може да биде донесување комплетно нов или пак дополнување и измена на веќе постоечки урбанистички план. За доставените иницијативи, сите подносители ќе бидат поодделно известени преку електронскиот информацијски систем или пак во писмена форма. Доколку некоја од иницијативите од граѓаните или од правните лица биде прифатена, тогаш средствата за изготвување на потребната документација треба да ги обезбедат самите подносители. Јавниот повик за поднесување граѓански иницијативи за урбанистички планови веќе тече и ќе трае до 25 март. Сезонскиот грип бргу се шири и го достигна пикот. За една недела уште 50 нови заболени од сезонски грип регистрира Центарот за јавно здравје Кочани, или вкупно 250 во Источниот регион. Споредбено со истиот период лани, бројката на заболени е зголемена за 2,5 пати. И неделава рекорден број на заболени од грип во сите градови во државата. Не го одминува ниту Источниот регион. Доктор Горан Николов информира дека до претходната недела имавме 200 заболени. Сега за само 7 дена имаме бројка на плюс 50 ново заболени од сезонски грип.
Најголем дел од заболените се од Кочани, Виница и Делчево, помалку во Берово и Пехчево. Доктор Горан Николов, како и минатата недела, така и оваа истакна дека ова е очекувана бројка и не треба да се крева паника со оглед на фактот што сега грипот го достигнува пикот и се очекува исто така да биде и следната недела, средината на март, пошто се очекува известно опаѓање. Инаку во државата вирусот на грип досега земаше неколку жртви, претежно пациенти со хронична болест на кои вирусот дополнително придонел за компликации и тешка клиничка слика. Инаку заразата брзо се шири и урива рекорди, велат епидемиолозите од институтот. Граѓаните се свесни дека грипот периодов насекаде коси, а секој на различен начин ја превенира болеста. Болни се пријавени во сите градови низ Македонија, а најмногу заболуваат децата од училишна возраст. Во Институтот за јавно здравје немаат информација од образовните власти колку деца отсуствуваат од настава поради грип. И покрај највисокото ниво на зараза токму помеѓу учениците, од Министерството за образование велат дека ја следат состојбата и одлуки ќе носат според тоа. Комисијата за заразни болести редовно заседава, но одлука за военен распуст на учениците се уште нема. Што се однесува до коронавирусот пак, состојбата во Македонија е стабилна и досега останува на само еден заболен. Во моментов најнова информација е дека гостин кој престојува во еден од скопските хотели се тестира за коронавирус. Се работи за лице кое не е државјанин на Македонија, а престојува во хотел на улица Македонија. Неговата хотелска соба е изолирана, а хотелот е поставен под карантин и забранети се влез и излез од истиот. Министерот за здравство Венко Филипче редовно одржува пресконференции на кои информира за состојбата во државата со COVID-19. До сега само кај еден пациент е потврдено присуство на коронавирус. Со свечена академија и положување цвеќе, како и настап на сите активи, ќе биде одбележан патрониот празник на Основното училиште Раде Кратовче. Интензивно течат подготовките околу реализирање на одбележувањето на значајниот датум. Со настап на хорот и оркестарот на училиштето, со свечена академија на која ќе настапат сите ученици од скоро сите активи кои функционираат во склоп на училиштето, ќе биде одбележан патрониот празник на Основното училиште Раде Кратовче. Интензивно течат подготовките околу настапот на учениците на свечената академија, што ќе се одржи во Центарот за култура Бели Мугри. Традиционално на 23 март оваа година, тоа е понеделник, во утринските часови некаде околу 10 часот ќе положиме цвеќе пред бистата на Раде Кратовче кој се наоѓа во дворот на нашето училиште, потоа се упатуваме во градскиот парк, каде исто така ќе одадеме почит на Раде Кратовче и Лјупчо Сантов, а додека во вечерните часови, поточно во 19 часот, ќе имаме свечена академија во Домот на културата Бели Мугри, каде што наши деца, ученици, веќе се подготвуваат да се представат на таа свечена академија со своји настапи, односно тука ќе се представи училишниот хор, училишниот оркестар, потоа ученици ќе прават драматизации, ќе рецитираат, ќе се представат со музички точки, ритмички точки. Во петокот или во саботата ќе организираме една наша делегација составена од ученици и наставници и ќе се упатиме во село Главовица, каде што се наоѓа споменикот на Раде Кратовче и таму на лице место ќе положиме цвеќе. Учениците ќе изрецитираат некои лични творби за Раде Кратовче, ќе прочитаме реферат за делото на Раде Кратовче и на тој начин целосно ќе му ја одадеме потребната почит на нашиот патрон. Инаку учениците од ова училиште постојано редат успеси и постигнуваат значајни резултати на општински, регионални и државни надпревари по сите предмети. Тоа го покажа и изминатиот месец, кога учествуваа во општинските надпревари по различни предмети и постигнаа солидни резултати. На општинскиот надпревар по математика освоија 3 први места, од кои 2 со 100 поени, а 20 ученици беа пофалени. Природни науки, општински надпревар 3 трети места и 6 пофалени, и биологија 6 пофалени ученици. Победниците од општински понатаму ќе учествуваат на регионални надпревари, а најдобрите понатаму на државни. Меѓу другото се одржуваат и спортските надпревари во фудбал, каде што учениците од ова училиште исто така покажуваат солидни резултати. Следува информацијата од спортот.
Планинарскиот спортски клуб Осогово ги продолжува активностите од годишната програма за работа со организирање неколку акции за искачување на планинските врвови во регионот. Истовремено, упатен е повик до заинтересираните членки за обука за планинарки водичи. Активностите на планинарите, членови на Планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани продолжуваат и во овој период од годината. По неодамнешното искачување на врвот Ченгино Кале, кое е најисточната точка во нашата држава, за престојниот викенд е најавена лесна планинарска активност до местноста Мактеон кај Кочани. Се работи за рекреативна акција во рамки на одбележувањето на Денот на жената 8 март. Истовремено од клубот ги известуваат заинтересираните членки дека е отворен повик за обука за планинарки водичи, за планинарење по лесни патеки во летни услови. Се работи за обука од категоријата А1, што ќе се одржи од 7 до 12 април. Обуката е финансирана од Европската Унија, а ја спроведува и UNDP. Ќе се реализира како редовна обука на Комисијата за планинарски водичи преку Федерацијата за планинарски спортови. Обуката е наменета за искусни планинарки кои сакаат да научат техники и вештини со кои ќе ги избогатат знаењата и ќе придонесат за поголема безбедност во планинарењето. Обуката ќе ја изведува тим од искусни инструктори и предавачи со лиценца. Приемниот испит ќе се одржи на 21 март во Скопје, а на кој ќе бидат одбрани 20 најдобри кандидатки. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Дојдување.